Премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарски прашања, рече дека апсолутно нема да има двојазичност на сите институции на целата територија на Република Македонија. Според него, законот за јазиците е согласно уставот и со него само ќе се унапредат некои практични потреби на граѓаните кои досега не им биле овозможени. Апсолутно не. Знаете дека законот е согласно уставот, онаму каде што има практична потреба и уставот тоа го дозволува, самиот закон и така ќе се реализира. Јас преку законот гледам навистина отстранување на некои потреби кои што досега биле присутни кај граѓаните, а не биле овозможени. Тоа е унапредувањето на употребата на јазиците во Република Македонија и секако како што постојат ансамбли без да се зголемуваат буџетските средства, само ќе биде дефиниран правно формално ансамблот за културата на албанските граѓани. Веднаш по изјавата на Заев реагираше опозиската партија ВМРО ДПМН. Оттаму вела дека премиерот манипулира со граѓаните кога вели дека нема да има двојазичност на цела територија на државата. Зоран Заев ја лажи и манипулира јавноста за законот за двојазичност. Прво велеше дека тиранската платформа е само во главата на Груевски, а денеска го изработија законот и е пред донесување. Продолжува да ја лаже јавноста дека нема двојазичност на целата територија. Тоа е лага. Со законот за употреба на јазиците не е загрозен унитарниот карактер на Република Македонија, вели претседателот на собранието Талат Џафери. Во интервјуто за српскиот весник Политика, тој истакна дека одржувањето на седниците на албански јазик нема да ја намалат важноста на македонскиот јазик или пак на другите јазици во Македонија. Прашањето за регулирање на употреба на јазикот јасно е утврдено во амандманот 5 од Уставот на Република Македонија и покрај тоа што одредбата е јасна, сепак во одредени ситуации постои тенденција таа да се толкува зависно од интересите на одредени страни. За да се отстрани секоја можност за пристрасно толкување, се намалува потребата за прецизно дефинирање на ова прашање. Пред 5 дена еврокомесарот Хан во текот на неговата посета во Скопје изјави дека законот за јазиците не представува приоритет во пакетот реформи. Хан рече дека за приоритети на власта треба да бидат во областите кои се најважни за добивање на позитивен извештај од Европската унија. Хан истакна дека законите за јазиците е дел од Пржинскиот договор и реформите на Прибе.